Почитувани земеделски производители, почитувани редовни гледачи на телевизија Нова 12, добро вечер. Евене и денес, петок, во 21 часот со последната емисија од 2025 година на телевизија Нова. Ова едукативна емисија трае подолго години, успешно, бидејќи голем дел од редовните гледачи имаат голема благодарност за оние прилози, за оние наши видувања кои се пред се од реален карактер, едукативен карактер и интересни за сите земеделски производители. Денес сме со 26-тиот ден од годината, значи неделата уште 4-5 дена до почетокот на новата година, или сме со 359-тиот ден од годината. А тоа значи дека токму после 22 декември ние ја имаме интересната недела со најкраток ден во годината. Денот трае само 9 часа и 7 минути, сега е пораснати 8 минути и од овие денови веќе ќе почне да расте со минута до 2. Значи, се обраќа веќе годината и одиме кон почеток на зголемување на работниот ден и мегданот за работа на земеделските производители. Ние, овие наши емисии се трудиме да бидат исклучиво од едукативен карактер со наши видни и значајни констатации од теренот по многу основи и вклучувајќи ги стручните прилози кои се интересни за земеделските производители. Секако имаме и наши видувања за она малверзација, маргинализација, корупција во овој наш аграр, кој е евидентна работа од осамостојувањето на Република Македонија. И што е најважно во сите наши емисии избориме она најгрозна приватизација на Балканот, па и пошироко, што ја изврши Бранко Црвенковски со неговата екипа. А за тоа да нема никаква одговорност. Тоа е трагедија на нашето време и мислам дека доколку дојде некоја гарнитура од креативни, духовни македонци, мора да седне на обвинителна клупа човек што комбинатите од по 3000 вработени произведуваа храна, со таа нечестна приватизација и корупција, успеа да го отера младиот народ во странство и сега да немаме точно да имаме пихтијас аграр и разединето земјоделие. Тоа е фактичката состојба. Но ние за тоа нешто збориме секојаш. Ке има органи што ќе го видат тоа, не да тој живее уште со бенефити од грбот на народот, туку да има одговорност за таа нечестна и коруптивна приватизација која даде на поединци, што на име субвенција ја тоштаат државата, ја уништуваат, а производството секоја година паѓа се намалува. Тоа е фактичка состојба од теренот. Но, ние, на почетокот, бидејќи сме со последната наша емисија, да кажеме дека ќе имаме редослед на нештата кои ги имаме скоро во сите емисии, а тоа е освртот за времето, бидејќи 2025 година ќе ја квалификуваме како една специфична година која нанесе доста големи штети во земеделското производство. Како тоа време се одрази врз одгледуваните култури, имаме за состојбите на аграрот моментално, бидејќи имавме убав период, каде што најраното градинарско производство веќе бележи чаталење и до крајот на јануар веќе ќе имаме ние ново производство од љупта пиперка, ново производство од зелка и така натаму. Сето тоа е завод на времето, кој обуслови со високи температури и поволности да се случи тоа што се случи. Ако е нешто
треба да го видат оние луѓе кои треба да ја градат стратегијата на државата. Кога збориме за стратегијата на државата, и ова недела слушнавме една бедна работа, која точно агрономската струка јавно праша. Се дава некоја стратегија до 2040 година на Република Македонија и во овој контекст оние душебрижници што ќе водат демек Македонија во прогрес до 2040 година, аграрот, земјоделието неспомнато, ве молам. Тоа е трагедија на нашето време, тоа се луѓе кои не ја препознале суштината дека Република Македонија има 274 дена светлосни, дека има типна почва која е на вистина високо квалитетен, од ламба шише да туреш да роди, и имаме трудолюбив земјоделец кој е испаден во странство и кој сега, овие денови гледам иницијатива за враќање на некои луѓе да бидат на своето огниште кај своите родители. Тоа е факт кој радува и искрена желба ми е да се оствари, да младите луѓе почнат да се враќаат и да имаме на вистина аграр, пред се аграр, околу кој ќе се вртаат сите министерства, бидејќи аграр оствара нов физички обем на производство и ќе створи еден солиден живот за секој жител на Република Македонија. Доколку тоа не се реализира, ние ќе имаме една целосна пропаст, бидејќи една повидок е да сме ние веќе увозници на храна. А во светски размери, општото правило е дека имаме такво движење кое збори оние земји кои произведуваат храна, тие ќе екзистираат. Услови за такво нешто Република Македонија има, треба да се препознаат и сето тоа што го реков по однос на сончеви денови, на температура, вода и така натаму, тука се ствара храна која е база или основ за опстојба на човечкиот род. Земја која произведува храна ќе биде успешна земја. А Република Македонија за тоа има и како добри можности. А тие можности треба да ги препознаат оние луѓе кои ги бираме, кои сака да дојдат до фотелја, но чим дојдат до фотелја, тие имаат исклучиво лични интереси, имаат исклучиво коруптивни делувања, имаат нечестно работење. И таквото нешто од осамостојувањето ја доведе Република Македонија до тој степен да аграрот е целосно маргинализиран и обезвреднет, растурен, пихтијаста форма, тоа што постоеше во социјализмот со комбинати од по 3000 вработени во Кавадарци, во Гергелија, во Струмица, во Велес, во Свети Николе, во Штип и така натаму. Сето тоа е пихтијасто, сето тоа е расфрлено, сето тоа, тој млад народ отиде во странство. Преку 70% во Струмичкиот регион, кој што има преку 75 села, преку 70% од нас, младото население е одселено и произведува храна во Швајцарија, во Италија, во Германија и така натаму. Тоа треба да биде тука, може да биде тука, бидејќи ги имаме компаративните вредности кои заслужуваат внимание и некои треба да им се посвети онаа суштинското, за да ние бидеме добри производители на храна за европскиот пазар. И тогаш нема да размислува Европа дали ќе ја прима Македонија или да не условува Бугарија или Грција, туку ќе бидеме квалитетни и индивидуални производители, добри производители на храна и ќе бидеме на тој пиедестал што ќе бидеме почитувани како творци на храна. А сегашната состојба, по секоја цена европска заедница, по секоја цена внесување на бугари, тоа се шаблони,
Тоа се излетани работи кои воопшто не и добро носат на Македонија. На Македонија треба обединување. Прво, политиката што подалеку од стопанството. Бидејќи сега доминира политиката во нашиот живот, во обстојбата на државата. Препирањата и оние шпионење, па одење во Европска заедница, па кодошење и така натаму, сите тие работи треба да бидат минато. Треба сплотување прво на македонските партии, а после да се праша и албанецот, ако сака со живот, тој треба да живее овде, а не да гледа што ќе прават двете главни партии со непријатности, он да биде кајмакот. И да завзема министерства, да завзема работни места и да корумпира како групи и да го нема, како да не стану, а зема многу државови народни пари. Тоа се се вистини кои можеби сите нас не мачат, а оваа земјоделска емисија не може да биде изолирана кога гледаме дека зависноста веќе е на повидок да бидеме увозници на храна, а имаме услови да бидеме извозници на храна. Тоа е навистина апсурд за кој треба да се поразмислат луѓите што ги бираме, што им се дава функција, како и на кој начин да го тоа преиначат, да го сплотат населението и да одиме напред. Но, да кажеме тоа, за освртот за времето ќе кажеме една кратка состојба точно со своите карактеристики 2025 година и нормално како времето доста тешко и лошо се однесе према производниот процес и нормално што предвидуваат хидрометеоролозите со една долгорочна прогноза. Ги имаме состојбите на теренот во кратки црти и главен акцент на денешната емисија, фактички тоа ќе биде и темата, за употребата на пестицидите. Сите сме свесни дека пестицидите во Република Македонија подолго време тие наместо да бидат сојузник на земјоделскиот производител, да произведе храна, да се спаси од штетните чинители, тој со несоодветната примена добива од европските асоциации и установи и карантински служби дека има резидуи од пестициди, од пиперка и така натаму. За да не биде тоа така, ние правиме такви прилози и денес, тука е пред Нова година, направихме да тако прилог токму за пестицидите и нивната употреба. Тоа ќе го видиме покасно. Тоа се воглавно содржините со кои ќе се дружиме. Доколку сме интересни, следете не, а ние одиме со еден джингл, а потоа продолжуваме со освртот за времето. Во најавата веќе рековме дека ова 2025 година ќе ја декларираме како една специфична година со своји карактеристики. Специфична за тоа што, за разлика од оние следливости кои ги имам повеќе од 40 години, таа година покажа една своја врсност на тектонско пореметување на времето во оние светски размери. И ние имавме подлажување на вегетацијата, имавме потерување, каде што после потерувањето дојдоа во март месец ниски температури, под нулата и имавме големи штети од земјоделското производство. Во фаза на цветење, потерување, плодообразување и така натаму. Да после тоа имаме друга крајност со пеколно високи температури над 40 степени Целзиусови, бројни пожари и да
имаме навистина една карактеристична година која причини доста големи штети во земјоделското производство. И тоа се одрази многу негативно. Сега, предвидувањата на долгорочната прогноза, бидејќи после имаме врнежи од дожд, во октомври, ноември имавме некакви врнежи од дожд, хидролошката состојба која беше во една многу лоша форма, сега морам да кажам дека хидролошката состојба е видно подобрена, бидејќи сите акумулации се веќе над оној технички минимум. А, бидејќи сме сега 26-тиот ден, до 22 март ние сме зима. И нормално е да очекуваме дека ќе имаме уште врнежи од дожд, па и снег, кој нешто ќе го засити, оној голем недостаток од вода кој се појави од 2025 година. Останува да се надеваме дека ќе имаме таква состојба, што е и збор на долгорочната прогноза која зборува дека ќе имаме зима со јануар, февруар до март, до 22 март, ние ќе имаме врнежи од дожд, па и од снег. Останува да се надеваме дека тоа ќе биде така. За состојбите во аграрот ние мора да кажеме дека оние производители кои се останати, веќе, струмничко да го земеме, Банско има голем напредок, бидејќи времето беше многу убаво, и имаме веќе љутата пиперка до крајот на јануари, ќе имаме берба на прва љута пиперка во 2026 година. Значи, овие топли денови кои ги имавме во периодот кој е зад нас, обуслови чатање, оплодување и добар развој на пиперката, бидејќи таму има и топла вода, и тука е нормално да очекуваме први производи од љута пиперка и од зелка во јануар месец. Тоа е една од големите можности за Република Македонија, не јануар, февруар, како зимски месеци, него цела година, користејќи го сонцето, сончевите денови и дополнителното грејење, да има целогодишно производство на храна за европскиот пазар. Тоа е визија која треба да ја долови некоја млада генерација сега, од луѓе кои си ја сакат духовно државата и да направиме убаво место за живење на секој. Пред малку реков, факт кој радува е тоа што дел од млади генерации пројавуваат желба да се вратат, но не од нашите политиканти и бедници да одма зборат, да, вие вратате се, ние ќе ви намалиме даноци, ќе ви намалиме се. Тие сакаат да се обезбеди услов за работа и честност. Да не бидат крадени, корумпирани и уништувани. Тоа е суштината на млади луѓе со кои јас контактирам, бидејќи беа мои клиенти, а сега се во странство, вика јас ќе се вратам ако се работи честно. Да произведува за познат купувач, по позната цена и на време да му биде платено производството. Тоа е суштината која има доловено младиот човек кој сака исклучиво под такви услови да се врати. А не да му се одземе производството, па да му се девалвира производството, па да му се плати после една година и ред други бедни работи кои ги прават младинците. Но таквата состојба мислам дека ќе се промени се во интерес на доброто за Република Македонија. Ние рековме во најавата, ова е последна емисија од ова година, имаме припремено еден прилог многу интересен за употребата на пестицидите. Кога пестицидот применет во права стручна форма од фабриката производител, тој е сојузник на земјоделскиот производител и тука производството е добро заштитено од непожелни чинители. Тогаш кога производителот не внимава на примената на пестицидите,
употребува поголеми пестициди, поголеми количини, не носи опрема, се трови и самиот, тука тој прави штета на самиот себе, прави штета и на консуматорот, не одржувајќи ја каренцата за производот да не биде отровен. Таквите нешта ние во оваа емисија подготвивме еден прилог за пестицидите, тие основни постулати за пестицидите. Имаме еден таков добар прилог лабораториски, да не должам, предлагам доколку режијата спремна да го погледне. Еве не денес со еден интересен прилог кој навистина заслужува внимание да се најде во овие наши едукативни емисии. Денес ќе кажеме нешто повеќе за пестицидите како едно од главните оружја во денешно време од областа на фитофармацијата за уништување на одредени болести и штетни инсекти кои се јавуваат во текот на вегетација во земјоделското производство. И мора да кажеме дека фитофармацијата во светски размери има навистина голем чекор напред по однос на оној развој на фитофармацијата и посебно на пестицидите, групирајќи ги во повеќе групи и намени за сузбивање на повеќе штетни инсекти и болести. Да кажеме на почетокот дека фитофармацијата навистина направи голем чекор, но и оние врвни експерти од светски размери сватија дека од фитофармацијата дел од средствата кои имаат голема од прва група отров, кои имаат голема токсичност, во последните неколку години Европската заедница тука веќе става една контрола, анулирајќи ги оние најопасните средства од прва група, оставајќи оние други средства да се што по-стручно и внимателно користат во производниот процес. И да кажеме, значи, пестицидите, зборот пестицид е од латинско потекло, што пест значи штетник, а цида значи убива. Значи хемиски средства за убивање или спречување на ширење на штетните болести и инсекти. Значи пестицидите представуваат точно еден сојузник кој тие стручно, правилно се користаат, тие представуваат еден сојузник со нивната правилна примена во земјоделското производство, штитејќи го производството од штетните чинители, тоа се инсектите, болести и плевелната флора. Ние нема многу да одиме длабоко во оние наши сознанија и светски по однос на примената на пестицидите. Ние ќе одиме до тоа на општа класификација, значи пестицидот за неговата подделба се делат на системични и контактни пестициди. Но пред тоа да кажам дека во медиумите обично оној збор пестициди се несоодветно користи. Зборот пестициди, тоа да го дообјасниме, да го знаат и оние гледачи и земјоделските производители, значи зборот пестицид значи појам за сите
хемиски средства кои се произведуваат како пестициди. А покасно ќе кажеме дека таа поделба према нивното делување, дали делуваат на габни болести, дали делуваат на инсекти, на треви, на нематоди, значи се делат на една своја класификација, а тоа е. Значи, фунгициди, тоа се хемиски средства кои со употребата ги уништуваат сите габни оболувања. Потоа имаме инсектициди. Инсектицидите се хемиски средства кои ги уништуваат штетните инсекти. Нематоциди, што ми е област која е добро познавам, бидејќи подолго време на неја работев, е значи компонента од препарати кои се за уништување на фитопаразитните нематоди. Потоа имаме лимациди, кои ги употребуваме за уништување на пожарите. Потоа имаме акарициди, а пајакот како штетник е многу опасен по многу култури. Имаме специјални средства акарициди кои имаат акарицидно делување врз средствата. Имаме родентициди, тоа се средства кои уништуваат сите глодари, глувци и така натаму. И овициди, тоа се средства кои во поголемите фарми во Америка, во други земји, оние големи јата на штетни птици, одат во насадот, примерно, уништаат го целосно грозието и така натаму, или друга култура. Значи, овициди уствари се средства кои делуваат овицидно на уништување на јајцата кај инсектите. И со таквото нешто ние имаме една целосна палета на препарати кои се под тој наслов, како што реков пред малку, пестициди. Сите тие имаат тој наслов пестицид. А према функцијата, дали уништува габи, значи е фунгицид, дали уништува инсекти е инсектицид, дали уништува примерно хербологијата. Хербологијата како научна дисциплина ги уништува сите тревни, можни, штетни чинители во секое производство. И хербологијата како посебна научна дисциплина бележи голем успех, посебно по 500 хектари жита имаат некои фармери во странство, па и тука битолски оддел и така натаму. Тревната флора секогаш има поголема смукателна моќ и може да точно во фазата после братимењето на 3-4 лисе кога е со употреба на хербициди се уништуваат штетните инсекти и тука житото го дава својот генетски потенцијал и максимум за уништување на сите треви кои може да земаат храна, вегетативен простор и нормален развој на житата и така натаму. Значи, со еден збор, тоа е исто пестицид. Значи, пестицидите се сојузник во тој случај кај земјоделските производители. Сега, ќе кажем пред малку што почнав, тие има таа основна класификација на контактни и системични. Кои се контактни пестициди? Со примената, тие фактички
делуваат контактно, кога дојде инсектот во контакт со него, тој го уништува. И втората група на производство на такви пестициди се системични, кои се растворат, се прска, влегуваат во растението и преку клеточниот сок тие фактички со посебно инсектите кои смукаат или гризат, со преку клеточниот сок тие се троваат. Такви препарати да вистина се многу ефикасни, бидејќи подолго време делуваат за уништување, посебно на листите вошки имаат големо афицитно делување. Сега да кажеме нешто што е најважно за нашите едукативни емисии. Како ние да ги употребуваме пестицидите? Пред тоа увертирно ќе кажам само две реченици како ние ги употребуваме веќе подолго време пестицидите. Мора да ја кажеме вистината дека употребата на пестицидот треба да биде исклучиво преку стручна примена. Диагноза, терапија и апликативниот дел да биде ефикасен. Како е нашиот практичен чин на видување од теренот со користење на пестицидите? Произволен и моментите на третирање ги одредува или апотекарот или производителот произволно. А тоа се треба да биде врз основа на развојот на растението, врз основа на постоеќите климатски и временски услови и врз основа на појавата на штетниот инсект. И тоа, ние сме секогаш присталици на тоа да кажеме дека треба да се оди исклучиво по упутството дадено од фабриката производител. Што тоа значи? Тоа треба да се примени со цел да се постигне саканиот резултат. А што значи постигнување на резултатот? Стриктно запазување на концентрацијата и дозата на пестицидот. Значи, ако фабриката производител рекла една доза, ние не можеме и не смееме да не ја пореметеме, да ја намалиме или зголемиме. Треба точен одмер на средството, треба добро мешање на средството и прскањето. Прскањето е многу стручна и важна работа во овој случај. Значи, утврдувањето на количина на раствор по хектар површина, тоа е едно значајно прашање за кое нешто се праваат многу грешки на теренот, без да се предпочита науката. А мора да кажеме, во сите оние претходни работи што ги зборам, науката е така непочитувана, бидејќи таа треба да биде точно двигателот и усмерувачот на производителот кога, како, колку пестицид треба да употреби за уништување на одредена болест. Бидејќи тој, како стручњак, ги следи временските услови, температурата, влагата и појавата на патогенот. А сето тоа е на еден начин важна
работа. Важни сегменти се тоа за успешна заштита на производството од штетни чинители. Што е една од важните работи и што е цел на овие наши едукативни емисии? Како во приватниот сектор, па и во државниот, се почитуваат оние постулати кои заштитата ги има дадено. И фабриката производител. Фабриката производител секогаш има кажано дека користењето на пестицидите треба да биде исклучиво со комплетна опрема на телото на апликаторот со цел да се заштити од непожелните действија на пестицидот. Дали и колку од нашите приватни земјоделски производители употребуваат, еве како што е овде случај, има маска, има ракавици, има одело заштитно, има чизми и има комплетна опрема за успешна заштита на своето тело од штетните действија на препаратот. Тука користењето на опремата треба да биде како обврзувачка работа. Обврзувачка работа од причини што сепак здравието на тој производител на храна е поважно од се. И при примената на пестицидите, тој треба внимателно да го заштити своето тело, кое е со активни материи, опасни, кои имаат кумулативно делување. Тоа го зборам од причината што голем дел од производители и мои клиенти велат: професоре, чак и цигара ќе си запалам за време на прскањето и така натаму. Тука мора да се знае, тие средства имаат кумулативен карактер, од едно прскање нема да осетиш ништо, но после неколку години ќе почнеш да имаш проблеми со здравието, а се прашаш од каде. Од пред толку и толку години што прскаше без ракавици, инкорпорирано е средството во организмот и предизвикува непожелни болести кои се многу штетни по здравието. Затоа нашата препорака и целта на едукативните емисии е, освен точниот одмер на средството, освен квалитетното обилно прскање и опфаќање и опремата со која прскачот мора да биде заштитен од тие штетни творби од пестицидот. И затоа користењето е како една многу значајна работа која ние ја препорачуваме како стручни лица, знаејќи ги опасностите од пестицидите кои ги носат со себе, кои имаат кумулативен карактер и кои може да предизвикаат покасно штетни последици по здравието. И една уште многу важна работа пред самиот крај. Мора да знаеме дека поемот каренца, сега ќе го потенцираме дека е период со последното прскање, да после него 7, 10 или 14 дена може да тоа е периодот на каренца, каде што производот може да се бере, пакува и носи на пазарот. Мора да се прашаме дали поемот каренца се запазува. Слободно ќе кажам дека на тоа не придаваат голем дел од производителите, кое нешто се случува сега ова сезона со пиперката, каде што се најдени резидуи од одредени штетни препарати во куртовската капија. А тоа значи дека не е запазена она каренца.
Затоа, нашата цел на овие емисии е да имаме нетоксифицирано, квалитетно производство кое нема да има штетни последици по производителот кој го користи и добива производството, нема да има штетни последици по консуматорот кој излезе на пазар и го купува производот, ако е запазена каренцата, тука нема штетни последици по здравјето по луѓето и единствена цел да биде да имаме, да добиеме со успешната заштита и користење на пестицидите, со стручен пристап, да добиеме нетоксифицирано производство кое ќе одговара за нашиот и за европскиот пазар. Прилогот за пестицидите ќе го ние уште многу повтараме, бидејќи пестицидите се главното оружје за земјоделскиот производител да биде успешен, затоа што од година на година имаме се повеќе лисни вошки, повеќе трипс, повеќе штетни гасеници и ред други штетни чинители и болести кои го напаѓаат производството. А фитофармацијата со тој вистински скок за успешноста на заштита на производството е на вистина на едно големо квалитетно ниво. Само примената на сите тие работи треба да биде исклучиво под стручен надзор. Едукативните емисии ние што ги даваме со таа цел, како производител да биде едуциран, да си ја заштити, да носи заштитна опрема при примената, како да ги применува во концентрацијата и дозата кога треба тоа да се примени, во количина што треба. Сето тоа да биде спојка на корисното и доброто во интерес на земјоделскиот производител и на консуматорот на тие производи да нема штетни резидуи во производот. За тоа нешто ние ќе имаме уште многу прилози во 2026 година. Но сега, бидејќи сме на крајот од годината, тоа е последна емисија, екипата на телевизија Нова, заедно со мене, на сите наши гледачи кои ја пратат емисијата, им посакуваме среќна нова година, среќни божични и други празници кои се во јануар месец на вистина присутни. Им посакуваме многу среќа и берикетна година.